Три возила Ford Focus со беровски регистарски таблички, Peugeot Partner со виничка и Volkswagen со кочанска регистрација учествуваа во страотната сообраќајка што се случи на магистралниот пат Кочани-Штип во близина на Чишиново, кај реката Злетовица. До сообраќајката најверојатно дошло поради неприлагодена брзина на условите на патот, бидејќи возачот на беровскиот Форд кој се движел кон Штип загубил контрола над возилото, кое во еден момент почнало да се лизга по влажниот асфалт. На него налетало виничкото Peugeot, а дел од секундата подоцна ударот бил неизбежен и за кочанскиот Volkswagen. Фордот од тука вика сече, забега лево, директ, таму пак се врна лента и ја удрив вика нив. Овој со Фордот. Повредени тешко имал директ со Фордот на неше таму десно на лента, со ова црвено пикапчево. А па овај кој улетал? Овој позади пикапчето возил. И кога се завртел ова, удрил ова. Во несреќата нема човечки жртви, но дури 6 мина се повредени, од кои 4 потешко. Сите се пренесени во болницата во Кочани, од каде 4 со посериозни повреди се префрлени во Штип, но се вон животна опасност. Телевизија Кочани дознава дека беровчанецот во своето возило имал натоварено јаболка и други производи, кои имал намера да ги однесе на керката, кај која се упатиле да одат на гости. Инаку и ова е една од многобројните сообраќајни несреќи кои се случуваат на магистралата помеѓу Кочани и Штип, која не случајно важи за една од најопасните во државата. Во есенски услови опасноста е двојно поголема, бидејќи на асфалтните ленти неретко излегува земјоделска механизација, која освен што самата представува опасност, со калта што ја остава, дополнително го отежнува движењето на возилата, особено при поголеми брзини.